Дополнителни субвенции за произведено, предадено и откупено грозје во домашните регистрирани винарски визби ќе добијат сите лозари. Ова денови го соопшти министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски при посетата на Кавадарци во рамките на Тиквешкиот гроздобер. Тој, меѓу другото, нагласи дека со мерката ќе бидат опатени сите земјоделски стопанства кои до 15 септември оваа година ќе пријават површини за субвенции за лозја и кои произведеното грозје ќе го продадат или предадат во домашните регистрирани винарски визби. Еве ја неговата изјава во рамките на престојот во Кавадарци целосно. Денеска сум во Кавадарци, во најголемиот лозарски град, заедно со производителите на грозје и на вино, да ја одбележиме традиционалната манифестација во чест на грозјето и виното од Тиквешки гроздобер. Како ресорно министерство, заедно со сите надлежни институции, внимателно го следиме откупот на грозјето. Според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, заклучно со 5 септември, откупени се околу 16 милиони килограми грозје, од кои најголемиот дел се од сортите Вранец и Смедеревка. Би сакал да им порачам на лозарите дека грозјето од годинешната реколта ќе биде целосно откупено од винарските визби, а исплатата на откупеното грозје ќе се реализира според законските одредби и прописи. Државниот инспекторат за земјоделство ги зајакнува контролите на откупните пунктови на грозје, се со цел да нема манипулации со откупните цени. Годинава, поради лошите временски услови, односно поради измрзнувањето, се очекуваат намалени количини на произведено и на откупено грозје. Свесни сме за лошата состојба во лозарството и винарството поради климатските промени кои значително влијаат врз родот, но и за битката на винарските визби во освојувањето на пазарите со конкурентните цени и висок квалитет. Како нова влада, сериозно и посветено како и во се до сега, ја следиме и состојбата на откупот на терен и навремено и внимателно ќе делуваме. Затоа денес може да објавам дека на првата наредна седница владата ќе донесе одлука за дополнителни директни плаќања за произведено и откупено грозје и предадено грозје во домашните регистрирани винарски визби, а висината ќе биде определена на самата седница на влада. Со оваа мерка ќе бидат опфатени сите семејни земјоделски стопанства кои што до 15 септември пријуват површини за субвенции за лозје и кои што произведеното и предадено грозје ќе го направат во домашните регистрирани винарски визби. Висината владата дополнително ќе ја определи во наредните неколку дена. Уште во првите 100 дена од нашата работа, со измени на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година, ги зголемивме субвенциите за одржување на лозови насади за 10% по хектар и субвенцијата сега ќе изнесува 44.000 денари по хектар. За овие зголемени субвенции, лозарите исто така ќе конкурираат до 15 септември. И сакам да повторам, оваа е мерка од владината програма во која што ветуваме 20% зголемување на субвенциите по хектар, 10% од тие 20 ги реализираме уште во првата година и на самиот почеток на нашиот мандат. До сега за одржување на површини со лозови насади по програмата од 2016 година исплативме околу 9 милиони евра, а за вкупно 13 винарски визби по основ на дополнителната поддршка за откупеното грозје од минатата година, пред неколку дена исплативме околу 700.000 евра. Исто така интензивно работиме на забрзување на процесот на обработка и на исплата на обештетувањата од временските непогоди кои што се случија лани и оваа година. Почитувани, Кавадарци може да се пофали дека е најголем производител на грозје и на вино во земјава, каде што производството на грозје и вина има длабоки традиционални корени и богата традиција. Над 5000 семејства екзистираат од оваа гранка. Ова е доволно за нас како влада да работиме на среднорочни, но и на системски долгорочни стратегии за развој на лозарството, кои ќе овозможат зголемување на површините, на приносот и на квалитетот, што крајно ќе значи поголеми приходи за сите семејства кои што се занимаваат со оваа земјоделска гранка во овој регион. Производството на грозје и вино учествува
со околу 17 до 20% во бруто домашниот производ, а виното е вториот најизвезуван производ после тутунот. Еден од приоритетите на новата влада е да го стимулира развојот на извозно ориентираните гранки, а тоа ќе го постигнеме преку спроведување на системски и долгорочни мерки. За ова и со лозарите и со откупувачите веќе започнуваме во октомври континуиран и системски диалог за следната година. Оваа година имаме помало количество на грозје. Проблемот се лошите временски услови, измрзнувањето кое што се случи. Ние како министерство целиот овој месец, уште од почетокот на август, сме во континуирана комуникација со винарските визби и со лозарите. Да подсетам, имавме неколку средби во рамки на министерството и со винарските визби, со откупувачите и со лозарите. Сега сме веќе и на терен да ја следиме состојбата. Денеска ќе имам средби во повеќе места во Кавадаречко со лозарите. Денеска донесовме одлука заедно со премиерот дека владата ќе донесе одлука за дополнителна директна поддршка по килограм произведено и предадено грозје во домашните регистрирани винарски визби кои што ќе го откупуваат токму заради тоа да обезбедиме суровина и за домашните винарски визби. И таа директна поддршка ќе оди директно на лозарите, а износот ќе го утврдиме до седницата на влада која што ќе предстои. Затоа владата покрај се друго што направивме во овој период, а тоа е 70 милиони евра исплатени субвенции за само 2 месеци, со сите обструкции, со сите блокади од страна на досегашната власт. Донесовме одлука за измена на програмата и на уредбите и зголемување на субвенциите по хектар, вклучително и за лозовите насади, за 10%. Ветивме во нашата владина програма дека 20% ќе ги зголемиме субвенциите до крајот на мандатот. Тие први 10%, односно 50% од тоа ветување, веќе го исполнуваме на самиот почеток на оваа година. И тие субвенции веќе лозарите ќе ги имаат во следната година. Покрај тоа, покрај целокупната оваа поддршка за враќањето на парите назад кон граѓаните, како и во сите сектори до сега, во овие 100 дена, а бевме соочени со низа на проблеми заради исклучително лошата година, денес излагуваме во пресред и на лозарите, и државата е тука секогаш да помогне, а од следната година најавив дека сметам дека ова ќе биде последна година за носење на адхок мерки во ваков период. Веќе сме договорени од октомври да седнеме, да разговараме системски и длабински, да носиме нови политики и одлуки, и сум сигурен дека следната година лозарите ќе бидат сигурни во откупот, ќе имаат добри цени и ќе си ги добијат парите на време. Но ова е она што можеме како влада максимално да го направиме токму во вакви околности, кога после 11 години пустош во државата, кога после 11 години не се мислело ниту на длабински, ниту на системски мерки, туку сите земјоделци се сметаа само како гласачка машинерија. Ние земјоделците не ги делиме по ниту една основа и исплативме 70 милиони евра без да се прават списоци и без да се делат земјоделците по било каква основа. Таа наша политика ќе продолжи и понатаму, но цврсто сме фокусирани да создаваме извозни стратегии, односно да правиме длабински системски мерки како да настапиме од следната година.